Ова авантура е едно патување низ време, едно сеќавање од минатото, од Куманово. Град кој ми создаде спомени што ќе ми останат до крајот на мојот живот. Патувањето започнува. Куманово се наоѓа во североисточниот дел на Македонија и е град на испреплетени култури. На ова патување ќе ме придружува мојот драг пријател Горан Илич, попрека Гиле, кој е познат актер во Кумановскиот театар и еден од актерите со најмногу одиграни представи во странство. Здраво, можеме се Горан. Бонжур, бонжур. Ça va très bien, et toi? Како си, моје Горан? Супер сум. Мора да работам. Мора да се работи, не да се седи празен разговор, малку вреди. Така? Да, точно така. Тоа е тоа. Слушај, денеска ќе ти ги покажам најубавите кујни во Куманово и најубавите јадења, нели? Затоа сум дојден. Фала ти. Слушај, ајде сега да појдеме низ Куманово и Ајде. да ти покажам што има. Супер. Оди. Горан, каде одиме се? Каде сега? Куде сега? Куде сега? Каков тоа е јазик е тоа? кумановски, па не мој Да, ја знам, тој е кумановски дијалект. Дијалект. Само ставај увик, сите ќе те разберат. За следната дестинација, Горан ни откри дека станува збор за место кое ветува големо и сладко задоволство. Инаку, Марк, ова сладкарница датира негде од 1993 година. Околу 30 на година се. Скоро 30. Следната година ќе биде 30 години. Овде беше прво една малечка сладкарница, малечок простор и како им врвеше работата, како Па се гледа од работата, се шире. Да, се расширува. Инаку се вика Јулија заради тоа што бабата овде се викала Јулија, баба Јулија. Бабата? Па кумата нејзина исто Јулија, сега внуката исто се вика Јулија. Сите Јулија. Тоа е финта сега, не за маркетиншки трик. Ние машките кои ќе дојдеме тука да се чувствуваме како Ромео, нели? Ромео и Джулиет, да, точно така. Добар дан, повелете. Добар ден, господја. Јулија? Не, тоа е мојата золба. Мислам, поди сите се вика Јулија овде, па не, гледаш, тоа е тоа. Пак, му се пофалив на Марк дека овде имам јаден од најдобри колачи во Куманово. Вашиот еклер е познат. Оној со прелив, чоколаден прелив. Потоа трилече и Јулија торта сум јадал. Сега ме интересира дали може да добиеме по некој барчева. Благодарам, Сега ќе видиш. Ќе не видите што пак, кажам. Ој, ама ајде. Да почнеме. Да, Велите. Ова се наши колачиња традиционални. Предам, ајде со еклере да почнеме. Ајде. Чекај, еклер се јади со прстите. Така. Тоа е најдобро и највкусно. Не сум знал. Оу како убаво мирише кремата. Ова е вистинска крем ванила, се гледа. И ти Вкусот што го имаме овде, Да? исто го има во Белгија, на вистина, врв. Многу добар еклер. Марк, Да, да ја пробаме Јулија, а? да, пробаме Јулија, обавезно. Ајде да видиме. Ајде, мајстро, да те видам. Дали можеш да погодиш што има внатре? Од што е Ме направено? за тоа сега, знаеш, малку барам така со стојки ореви обавезно. Орев има. Чоколадо, белка од јајца, да, шекер. Без шекер не се прават торти. Убаво гласаж од чоколадо. Фондан. Да, тоа е базата од све. Ама имам така нешто поспеци. Ке треба да прашаме точно што се вистинските состојки. Мислам, ти е тајна, домашна тајна, не може да се објасни на сите. Така, Марк, завршиме со ова благо. Добро. Сега предлагам да појдеме да пробаме од еден лут бурек. После сладко, лут. Па, обратно. Ајде, така. зашто да не? Па ќе одиме во една кебапчилница и на крај завршуваме во една меана, Мејана. Добро. Мејана, да. Мејана, да, окей. поетски кажано, усокаче се вика. Сокаче. Добро. Ајде. Значи, тоа е рутата за денеска. Мал дел од рутата за денес. Ама мора да направиме. Супер. Па ќе ми биде големо задоволство. Ајде. Ајде ќе појдеме.
Инаку се вика касапски круг. Значи, Касапски круг. На времето овде имаше месари многу. Касап, да, тој е, да, окей. Месари, Месо, да. И сите овие беа мали продавници за месо. окей. Инаку ова од Фонтана, Аха. тука зборуваат, јас тоа не знам, ама овие постарите кажуваат дека тука било бунар. Многу. Добро. И месото тие го ладеле долу во бунарот. Добро. Ставале парчиња лед кога е зимо и тоа останувало. Подолго време може Голем фрижидер сем. Да, тоа е прв Индустријски фрижидер. Да. Има две класични порти. Порти, да. Значи овде Капја. е капја. Капија. И навечер ова се затвори. Значи да. така да е. Луѓето си влегува, се влегуваат затварат натре, и да, секој да, си да, прави што да, сака. да. Епа, Тоа. овде се забавуваат тогаш луѓето. Овде Па да, и ден. една од најдобрите храни исто овде, значи во овие Се сервира. ресторани. Овде има рибен ресторан, овде има класична македонска Океј, си имаш за секој вкус што сака, да. Океј, риба, класичен ресторан. Така. И овде повеќе како повеќе, да, кафич, да. кафич и така нешто. Првите пишани записи за градот Куманово датираат од 1519 година, според извори кои потекнуваат од архивите во Истанбул, Турција и од познатиот патепишец Евлија Шелебија. За тугашната храна велат дека претрпела големи промени во однос на незината разновидност. Во минатото, месото најчесто бил дел од чорби, а го печеле само за посебен повод. Едно од најпознатите празнични јадења на кумановските баби е мезелек. Куманово не случајно го викаат Црвено Куманово. Куманово не случајно е град херој, затоа што покрај Карпуш има уште, мислам, 7 или 8 народни херои прогласено, па дори еве сега, на местото кај што стоиме, спомен Костурницата, исто е посветена на паднатите борци од Кумановскиот крај. Во овие две крипти зад нас костурници биле коските на паднатите борци со женава која представува слободата зад мене. Обелискот бел и двата релјефи изработени во бронза, од кои на едниот е прикажана борбата, на другиот ослободувањето. Костоперска карпа се наоѓа 9 километри од овдека северно во село Младо на Горичино и тоа е едно заштитено добро по два основа. И како природна реткост и околу самото село има уште 3-4 такви карпи. Еден патеписец Јероти Ерачанин има забележено дека околу Костоперска карпа имало 40 цркви. Селото Стара Нагоричино најпознато е по Византиската црква Свети Ѓорѓи во селото. Имено таа е една од најстарите во Кумановскиот крај. Она што е најинтересно, тука работеле најпознатите мајстори зографи, Михајло Астрапа и Евтихие, кои претходно работеле во Богородица Перивлептос, Свети Никита Скопско, за да врвот на своето сликарство го покажат во црквата во Стара Нагоричино. Старата црква во град Куманово, еден монументален преубав објект, внатре со иконостас и икони престолните од познатиот Дичо Зограф. Исто горе има галерија на кат и таму се соберени иконите од запуштените кумановски села, негде околу 80-тина и други експонати, и тоа служи како изложбена поставка во самата црква. Соколаната е еден преубав објект кој покрај спортските активности што се одвивале во тоа време служил и како сала за балови во минатото. Во понатамошниот период се користила и за концерти, и за вакво игранки. Значи, сите сегменти од живеењето, а најмногу спортот, па културно-забавниот живот на младите се одвивал во Соколана. Ајде, Марк, повели. Добар дан, газда. Добар дан. Како е? Работно. Ова е Марк, тој е Тони.
Значи, овој ти е најпозната буреджиница у Куманово, куде бабичко. Куде, сега знам што е куде, ти ми го научи каде. Ама бабичку, кој е таа бабичку? Бабичка е што е работала ноќну смену и е по njuma дадено име Бабичка. Добро. Добро, окей. Тони, што ќе ни понудите сега? Да. Ќе понудимо, значи људ бурек. Људ бурек. Наш специјалитет. Тоа е Људ бурек. специјалитет на овој буреджиница. А тоа сега да прашам, зошто лјутот и лјут? Газарицата е лјута или нешто така, има нешто приказна позади? Скоро сви су љути. Добро, сите сме лјути, добро. Добро. Ајде да го пробаме тој лјут бурек. Ајде да пробам. Више. Па и јогурт оди. Јогурт, ајде, добро. јогурт, чепо. Еј, да не здравиме, може не. Еј. Супер. С јогурт може да се наздрави. С јогурт, да. Многу убаво, многу убаво. Мак, ајде на здравје. На здравје. Газа? Фали ви многу. Марка, ова е тајна, да. Значи ga лутото со јогуртот. Добра баланса. Таман. Нема да појдеш да видиш како се Мора да го видам, тој човек. Како се вика мајстор што прави? Бурекџија. 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 Овде е местото каде све се готви. Да. Убавина. Извинете. Да се гледаме. Навистина, вашето бурек е вау, топ. Кажете ми малку повеќе за вашата бурекниџица. Како се прави, како се готви тоа, како се јади во видов? Тестото се меси тука. Добро. Иде само брашно, сол и вода. Брашно, сол и и вода и љубов. Имате љубов како тајна плюс? А? Добро, окей. У Куманово навистина е тешко да кажеш чива скара е најдобра. Тоа нема само во Куманово, тоа секаде кажате. Не, овде ти гарантирам дека има да пробаме нешто највкусно. Ова кебапчилница се вика джипси. Джипси, Значи, джипси, да. И сега ќе видиш внатре. Здраво. Здраво. Што правите? Добар ден. Добри сте? Добри, вие како сте? Ово е, да, фала многу добро. Ово е Марк, мој другар. Марк ми е познат. Марк ви е познат. Шеф Марк. Да, многу му го фалу вашу кебапчилницу и викам дека ова е една од најдобри у град. Па и не сте многу погрешиле, најдобри смо. Тако е ли најдобри Враки сте? пошироко. Па, немој да се поругамо пред Марк. Дај, ајде да пробаме нешто. У момент може да пробате кобасички кебапчиња. Добро, супер. Може? Да, може да Ајде да видиме видиме. само момент. А зелјанче нема? Зелјанче има. Аха. Добро, али не, ќе сакамо кебапи да пробам. Само зелјанчето е кумановска плескавица. Да, тоа специјалитет. го слушнав тоа и мислам ти беше нешто поспецифично. Слушај, ја и ти треба малку поретко да се дружиме, зашто многу јадеме. Не, мислам ти повеќе треба да се А таа дружиме, повеќе? за да имаме Наши хубави кебапи се навики. дијатални. Ете така, да. Дај, тоа су кобасички. Да, домашна кобасичка, Домашна. свинска. Велете. Ја и ти сме. Слушај, Ти кебапи јас? не, ќе пробаме, Кобасици. ќе мешаме како. А? Чај баш да видам ова. Ке наздравиме? А? Ајде, живи и здрави. Ви се допаѓа? Супер. Браво. До сега пробавме различни јадења, од солено до сладко, а различната палета на вкусови беше навистина прекрасно изненадување за мене. Што ова не се мотори, ова се авиони. Ајде, што е тоа? Мора да ги стикам. Чекај. Тоа мора да се стикава. Гледај. Ова е мотор. Брат, гледај, таму има нешто. Ајде. Ајде да видиме ова. Ова е уште пострашно изгледа нешто. Што е ова бело за свама? Чекај, стој. Ајде. Јако. Дечки мотори бе, ала. О! Ги познаваш си ги Што правите бе мечке? Бе, столе. Ова се пева. Здраво, момче, убаво. Поштовање. Супер. Што правите бе, дечки? Лепота немој. Земе да иде пиво. Ева не е пиво, да. Слушај бе, поголеми чаши има се. Ви благодарам. Овој се вика кад те викне на едно пиво да На едно пиво, на едно така. После едно паѓаш. Па е добро дошли. На мечките. На мечке. На здравје. Ајде, на здравје. Оу, може горат. Обавезно.
Глинца обожавам, знаеш што? Не, јас сум специјалист, знаеш, ќе ви покажам како се јади. Малку се убаво печени. Глинца одеднаш, ле. Маркет се задеш. Браво, браво. Само кој што зануват. Па тоа е тоа. Кумановски усисивач. Од кој страна да го почне? Горан не напушти бидејќи мораше да замине на проба, а јас сега одам во Невена. Куманово, навистина, изобилува со безброј природни убавини. Можам да кажам дека во Македонија и посебно овој регион, природата не штедела на својата дарежливост. Кога пристигнав во Невена, домакините беа навистина гостопримливи. Како сте? Домаќинката. Слушнав да готвите со љубов. Ви благодарим. Да? Ви благодарим. Ето вас сакам. Тоа ги барам, тоа вие малите тајни од големите мајстори. Све ова што направивте овде домашно го правите. Вие го правите. Све е ова домашно. Браво. Ке ми кажете Набавено. полека што ќе да. Само да наздравиме прво. Прво со домашна раќа, обавезно. На здравје. На здравје, да сте живи и здрав. Да сте живи и здрави на вас. Ајде, супер. Охо. Одлично. Кажете ми малку што имаме сега више за Вака сега. дегустирање, за мезење. Овдека има, ние ги викаме нели макала. Макала? Со грабче, Со граб? со компир. Со компир, Ова е љутика. љутика, добро. Ова е урда со цепкани пиперки. Точно. Ова е како Патлиџан. Ова е кисело млеко. или кисело млеко. Таратор. Таратор, добро. Наш Домашни јајца домашни гледам овде. јајца, да. Многу убави. Пиперчиња, Зелка, пиперки. малку Зелка. тиквици. Исто домашно сирење, овчо. Овчо сирење? Овчо сирење. Обожавам. И биено. И биено Запечено сирење. биено сирење. Супер. Дали ќе ме дозволите, ако доаѓам да готвам во вашата кујна? Апсолутно. Навистина? Апсолутно, моментално. Знаете каков чест ќе ми правите? Чест ке ми биде и моје задоволство ке ми биде да ние готвите да ги пробаме вашите специјалитети и вашите јадења. Да не заборавам да пратам кацијата на Горан. Пратено. Одиме. Ова е најбоемско место у Куманово. Океј. Значи, тука се случуваат милион глупости, Милион да глупости, кажем. добро, океј. Не, али интелигентни. Не глупави глупости. Така, да. Е сега, Мими, кажи прво зашто се вика овој усокаче? Па зашто е усокаче, да е на булевар, ке се вика булевар. Епа. Што ти вика? Знаеш, на глупо прашање, глупо, па така е, така е. Супер, супер. Значи, овде ние доаѓаме повеќе за чешит муабети, покрај тоа што он има многу интересна храна овде. Што може да ни понудиш данас? Што се специјалитети По овде? едну чорбу прво сакате, имам шкембе чорбу, одлично. Не, чека да ти кажам. Шкембе, јадевме бурек, кебапи, осабајле. Нешто, малку, може ли да. нешто друго? Знаеш зашто дојдемо? Да нема случајно да не е наш славен суџук, кажи ми. Најбоље. Кумановски Најбоље? суџук, да. Ајде да го Најбоље. пробаме тогаш. Ајде, Кумановско суџук може. може нека. А ракиичка? Ракија па Па дали, мислам, ја ти леко ми оди шкрипи. добро заедно, не? Ајде да подмачкаме. Да подмачкаме. Добро. Не викнемо девојче да дојде. Дај по едну ракију, ајде и суџуче. Сите го фалат, кумановски суџук. Ете, сега... Еве, сега ти ќе кажеш. Да кажав ти сега е време, ме сега... Ој. Еј, чекај, уште едно. Уште една голка. Ајде уште еднаш. На здравје. Живели? Ајде, живи. Ајде. Ајде, изволте. Ова е. Врв. Со лепче. Свара добар. Океј, тоа све. Ама имаме суџук, ми збореше чорба. Ама у Куманово што има? Мезолек? Кумановски мезолек. Епа, каде е мезолек? Човек ја дамо, спрема го, може да видиш го запре. Ајде, да одиме. Ајде, не, ја ке се до веко. Ќе седиш. Добар ден. Газдата ми кажа да дојдам во кујната. Ти си овде главниот шеф, ти ни готвиш мезолек денеска. Јас сакав да го научам тајната на вистинскиот мезолек. Кумановски мезолек. Нема проблем. Кажи ми малку што се сите наменици што ги имаме денес. Гледам имаш пуно различно Значи, месо. Кажи ми што е тоа. Кумановски мезолек се прави, но
Юнешки папци, юнешко шкембе, белџигер и лигаменти, тоест жили овие. Да. Ова што ми кажа ти? Ова е белџигер. Белџигер. Юнешки белџигер. Го сечиш на мали кочки, добро. 6 до 8 сати се вари. 6 до 8 сати, добро. Окей. Да биде добро сварено и се сече на крупни парчиња, вака Добро. средни парчиња. Гледamo ти почна овде да го направиш, да. И потоа се Стева, добро. сече. Ако не е доволно, нема да лепи добро. Тоа се сечи како путер, како ти си го направи тоа, вака. Јако. Браво. Добро варено шкембе сече се. Ако не е варено, не се сече. Па да, за тоа знамо ти многу е тврдо, многу тешко за сечење. Сега ова го гледам се. Лигаменти, Браво. белџигер. Имате една приказна со лигаментите и све тоа. Не се прави нешто лепак со костите Да, и порано се се прави лепак од коски. добро. Се користи само за... Сега ти ќе ставим малку Имаме фондан. бујон, бујон. добро. Гледамо ти имаш овде. Да. И предходно можеш да ставиш ти зачини. Гледамо Тоа ти ти се стаи зачините. зачини внатре, да. Од име гледам имаме бибер. Ти ми кажеш доволно за да ја не знам колку се става овде, за овој квантитет. Става, повеќе. Уште? Да. Добро? Доволно? Доволно, Ај, сега окей. сол. Одиме со сол сега. Окей, јас не сум многу за сол, доволно? Доволно, окей. Малку лутко буковец, добро. Може лют, може блак. Може лут, може блак, зависи кој си каде вкусот. Да. Јас сакам малку повеќе. Доволно? Супер. Окей. И сега црвен И пипер. црвен бибер. Јас секогаш правам грешка, бибер или пипер? Пипер. Пипер, ете Бибер така. си, бибер си. Бибер си е бибер, пипер си е пипер. Сега, Ете така. Уште малку бујон ќе ставиме. Малку бујонче. Добро. И сега да се полие таму. Добро. И Тоа е. сега оди во печка. Да повториме. 8 сати вареше сите, како да кажам, наменици. Да. Сат и пол, Печење, 180 степења, 180 и во печка. И тоа е. И уште 10 сати да се направи мзле. затоа е кубановски посебен. Браво. Ајде да оди у печка. Мислам ти. Тоа не чека. Браво. Печката топла, 180 степени. А одиме за сат и пол време. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Го имам мзелекот. Сега можам да кажам, ти се научив да подготвам мзелек, најдоброт мзелек од Куманово. Топ. Иво ми ги даде состојките, тајните и све тоа. Мора сега да си го. Па не знам, беше позади мене, мора да. Ете го. Ајде седни на маса со нас. Седни. Мора да го пробаме сега. Да ти под грло, да ти летувам.
Сега одам во месарницата каде ќе земам месо потребно за подготвување на мезолекот. Горан рече дека во оваа месарница ќе најдам тоа што ми е потребно, а мене ми е потребно најдоброто. Бидејќи пред се, за добар мезолек е потребно добро и свежо месо. Имаме шкембе, Телешко шкембе, Това ли беше? телешки белџигер, телешко срце и телешки пак. Коска и По пафлак. потребу се ставя да биде побогато и телешки пафлак. Добро, За мислам мезолек. ти тоа е све што ми треба за денес. Браво. Гледам од има за Има за пробање дегустација, овде. а имамо и готов мезолек да ви понудиме ако сакате наш. Готов мезолек. Сигурен сум ти е добар вашот. Екстра Има добар. прилика да го доборам тој од Иво. Ја треба сега да се трудам да направам и јас еден убав мезолек на Марк начин. Ќе видам. Ама. Пробајте да видите, ама земете ова една да ме привлекува, мора да се проба. Навистина, како кажавте вие, како го пушите так, многу добро. Мирисот од димот. Ковасичка е екстра. Ова е ковасичка со сецкано месо, значи не е мељано месо, сецкано со Да, парчиња се месо осеќа. готови. Има текстура, тврдо така, пачина донатре, многу добро. Ова е суџукот. Суџук, да. Суџук е чисто јунишки, значи нема ништо друго мешано, само јунишко месо. Браво. Го има тој јак вкус позади така. Тоа е што буковец, паприка. Буковец, да, буковец има, буковец става. Многу добро. Премногу добро. Тоа е наше производство собствено. Браво. Фала ви за дегустацијата. Најквалитетен суџук кумано оправимо, најквалитетен суџук. Сигурен сум. Сега, да видите ќе ми ја дајте мојата све што ви порачав и ќе одиме. Ама гледам на зидот, таму имате елен. Имате и диво месо? Од септември се, од 1 септември ќе има свеж дивеч. Браво. Свежо месо, значи единствено у Македонија што имамо свежо месо од дивеч. Па тоа ми фалеше да ви кажам право, секаде барав да имам диво месо. Знамо ти сега кај вас има, ќе се гледаме уште Направо нареден месото пат. дека увек имамо од септември само ќе почне. Ви благодарам. Ќе ви се јава, ќе останеме во контакт. Ајде Договорено. да ви платам. Повелете се здраве да си го едете. Ви благодарам многу. Фала ви на вас. Платено е. Сега одиме да готвење. Фала ви многу, пријатно, се гледаме Фала и на нареден вас. пат. Па да ни Пријатно. дојдете, поздрав. Чао, чао. Чао. Македонија изобилува со зеленчук и овошје, а доказ за тоа се зелените пазари и големата разновидност на истите. Секогаш треба да се поддржат локалните производители на овошје и зеленчук, кои најчесто се органски. Вистинскиот вкус на овошје и зеленчук и големата количина на хранливи материи се достапни во текот на целата сезона. Сега доаѓа есен и доколку сакате да искористите есента на најдобар начин, мора да знаете кој овошје и зеленчук го има во овој период. Есента е сезона јаболката и единствен период кога може да ги конзумирате свежи. Во есен, нивниот вкус се разликува од вкусот кој го имат во останатиот дел од годината. Има многу рецепти и јадења во кои можете да ставите јаболка, како на пример компот, пита, овошна салата. Ќе направиме денеска еден мезолек, ма на марковски начин, на мојот начин. Знаете, он како го правише Иво, ви кажа, без ништо. Само месо, бујон, коски. Не, јас ќе додам малку зеленчук, ќе додам неколку зачини, ќе биде нешто фантастично. Ајде да почнеме. Прво ставаме малку кромит. Ќе му ставиме малку морков. Мезолек ми кажав, ви кажав. Мезолек 8-10 сати. Денеска ќе го правиме за 30 минути. Ќе му ставиме малку од розмарин, ќе му ставиме малку босилек, мајчина душица и пеперончиња. Што е ова? Шкембе. Шкембе, одиме. Му кажувам тоа во Белгија, оти готвам желудник денес, знаеш што ќе ми кажат? Ти си будала. Ама ајде, тоа е тоа. Се јадат на трешници во Белгија, ама се јади што? Джигер, се јади, тоа е деликатес. Крезли, тоа е деликатес. Ама желудник, не. Ама овде е многу баво. Зеленчукот е при крај на пропржувањето. Го ставаме директно во експрес лонецот. На коцки. Исто што ќе правиме во тавата, ќе ги пропржиме малку, пред да ги ставаме во експрес лонецот. Така. Малку зејтин. Што имаме во парче овде? Белдроп. Па јунешки белдроп. Исто, неколку парчиња
Ке се топат после 30 минути во експрес лонец, нема да има више. Ке се топат во сосот ќе бидат. Оставаме со шкембето да се пропржува. Убави парчиња, мускул за срце. Мојот срце ќе биде во тенџерето, ама овде ќе ставиме јунешки срце. Одлично. Ќе го мешаме со јадењето. Ајде. Оди това во тенџерето. Ова е пафлак. Ајде. Многу добро парче месо. Ова ќе треба да го оставиме на подебели парчиња. Отива со после 30 минути во експрес лонец ќе се распаѓа. Така. Одиме све во тавата. Месото уште малку е спремен. Ќе ставаме све. И. Јас во Белгија обожавам да готвам со пиво. Ќе добаваме малку пиво и тоа како се ќе се вари за 30 минути. Додаваме тоа доволно. Исто тоа на долги ле. Неволя. Сега земаме малку маслиново масло и ова оди во тавата. Маслиново масло тораме све во тавата. Добро, Марк. Додека твоите јадења се спремаат, Што ќе ни пречи мојата во? господја ја направила оваа прекрасна пита, јас ќе се потрудам да испичем подвршник. Ајде, да гледаме тоа. Дека ќе успееме. Па ќе успееме, иди гледај, еј. Еј, Горан, дојди Марко, те молам. Марк! Да, дојди, те молам. Ајде, Марк. Марк, ајде кажи, докаде си? Како докаде сум? Гледам ти доаѓаш и со гостите. Ајде, гости доаѓаат, треба побрзо тоа да иде. Ја каснам, Браво, Марк. Го направив мезолек, го направив тавата со оризот. Имаме пита подвршник. Уште јајцата ми треба да ги направам. Браво. Јас ќе појдам таму, ќе седнам и ќе чекам. Добро, видов оди си со... Па јас. Па да, окей. Сам не оди горам, никогаш. Јас ќе го питам Зоран, дојди, те молам, помагај малку. Го чујам месото внатре. Мирисот што се искачува од тенџерето. Врт. Ајде, о, Зоки, ајде. Марк, Марк. Да, ме почуваме да имаме проблем. Еве го, Марк. Ајде. Ова оди на маса. Овде го имате. Мезолек на марковски начин, како кажав со Марку Зеленчук на француски начин. Сега имаме македонска паилија. За да не разберете нас кумановци, прво мора да не засакате. Ако не сакате, ништо нема да разберете од овој наша лудост и нерационалност. Затоа што Куманово и кумановци, тоа е естетска категорија. Значи, тој не е географски поем, не е биолошка состојба, тоа е состојба на дух. Нашите денешни авентури во Куманово се при крај. Поминавме прекрасни моменти, со прекрасни луѓе. Беше нешто фантастично. Навистина, уживав во секој момент. Во секој човек беше различна приказна. Не знам како да ви објаснам тоа, беше нешто, вау, големо задоволство за мене. Се надевам оти тоа ќе продолжи во нови авентури, нови патување низ цела Македонија. Се гледаме за нови авентури. Ве сакам. Многу